Почитувани, ви благодарам што сте на Слободен печат. Неодамна, односно пред неколку дена, во центарот на Скопје се одржа една герила акција, ќе кажам, креативен активизам наречен Изгреби за здравје. Можеби поминавте, можеби ги видовте, можеби ја изгребавте и вие оваа огромна гребка која што зборува за проблемите со кои што се соочуваат ромките во Македонија. Оваа иницијатива беше во организација на Сдруженијето Иницијатива за правата на жените ромки од Шутооризари. Ова беше поидовната точка да ги поканиме токму нив овде и да позборуваме подетално за сите проблеми со кои што се соочуваат ромките денеска во 21 век овде во Македонија. Задоволство ми е што во продолжение ќе разговарам со Азиза Сали, представник од Сдруженијето Иницијатива за правата на жените од Шутооризари. Добре ни дојдовте, Азиза. Ви благодарам на поканата. Азиза, може ли да ни кажете што се случуваше во врска со овој креативен активизам? Како изгледаше оваа акција Изгреби за здравје? Изгреби за здравје, креативниот активизам го одржавме во рамки на проектот Унапредени здравствени права на девојките, жените и ранливите групи, каде што овој проект не е партнерски, со кој носител е Хера, заедно Посилни ЕСЕ и Сдружена иницијатива за правата на жените од Шутооризари. Овој креативен активизам поттикна пред се од истражувањето кое што го спроведовме во однос на програмата за партиципација. Има програма превентивни програми кои што ги поддржува Министерството за здравство, каде што има со неколку стрикни мерки насочени кон жените ромки. Па преку теренските активности забележавме дека жените не се доволно информирани за оваа програма и спроведовме едно истражување. Преку истражувањето беа опфатени бремените жени, породените жени и дечињата до 6 месеци до 1 годишна возраст. Истражувањето се спроведе на територија на Шутооризари, Куманово и Штип. Од наодите од истражувањето може да се забележи дека жените не се информирани за програмата, како и незаконската наплата која што продолжува децениски од страна на матичните гинеколози и се забележуваат проблеми по породувањето во државните клиники. Да, тоа е еден горлив проблем за кој што ќе позборуваме подетално. Сакам уште малку околу оваа иницијатива која што сте ја направиле. Какви се вашите цели? Која беше целта со ова? Што сакавте да добиете? Какви беа реакциите? Гледаме дека многу луѓе застанувале. Дали сте задоволни од тоа како помина? Да, задоволни сме од спроведениот креативен активизам. Целта на креативниот активизам беше подигање на свеста на Министерство за здравство и Фонд за здравствено осигурување со кои проблеми се соочуваат пред се жените ромки и изголемување на буџетите на превентивните програми. За време на креативниот активизам ја поставивме гребката, каде што минувачите имаат можност да ја изгребат и да видат со кои проблеми се соочуваат ромската заедница. Намерно е поставено во центарот на Скопје, за да може и не ромите да видат и да прочитаат со што се соочува ромската заедница. И на крајот од креативниот активизам истата гребка беше однесена пред Министерство за здравство. Откако ја видоа гребката, истиот ден, истиот момент, бевме повикани од државниот секретар на Министерство за здравство, каде што за време на средбата произлезе договор за соработка. Имавме добиено ветување за одредени проблеми кои што ќе бидат решени, како што се патронажни сестри. Порано имаше посета од страна на патронажни сестри кои што се следуваат во текот на бременоста и по породувањето. За жал, веќе од пандемијата овие посети изостануваат. Не доаѓаат патронажни сестри, не доаѓаат воопшто кај ромките. 0% е посетеноста, ниту во текот на бременоста, ниту во текот на породувањето. Добивме ветување дека за овој проблем ќе се изнајде решение и како што да се спроведе пакет мерки и услуги од страна на матичните гинеколози кои што следуваат бесплатно за жените ромки. И како породувањето, како што се стои во самите програми за лицата кои што немаат лична документација, а знаеме дека има огромен број кај ромската заедница, следуваат бесплатни прегледи, но во пракса се забележува дека од страна на државните болници им се бара во целост на платата. Со државната болница ГАК имаме меморандум за соработка каде што овие проблеми ги надминуваме, меѓутоа со ЧАИР не идуваме на уште проблеми. Па дури имавме случаеви каде што бараат исплата да се врши на рати. Сакате да ми кажете дека кога оди трудницата, бремената жена на прегледи и бараат пари? Освен на прегледи, бараат и за време на породувањето.
Додека не го плати надоместокот за породувањето, не ја пушта да излезе од болница. Тука ние застапуваме, идеме на придружби, ги информираме буквално со целата програма печатени и викаме, еве тука пишува дека Фондот за здравство и Министерство за здравство им обезбедуваат на жените за бесплатно породување. После толку состаноци, бариери, изнаоѓање решенија, уште дополнителни денови трудницата се соочува со проблеми, па потоа ја пушта да излезе од болница. Дополнително тука се наметнува проблемот што има и неинформираност меѓу жените, на кое што претпоставувам дека вие работите, но уште еден горлив проблем со кој што се соочуваат жените ромки од Шуто Оризари е и проблемот со гинеколог. Едно време воопшто немавте, па имавте, па повторно немавте. Како е сега состојбата? Има ли во Шуто Оризари гинеколог? Го имаме матичниот гинеколог во општина Шуто Оризари, кој што неговата специјализација од страна на Министерство за здравство му беше подпомогнато и услов му беше да работи наредните 5 години во општина каде што нема матичен гинеколог. За сега најдено е решение, го имаме матичниот гинеколог, исто тука можам да кажам дека и сестрата која што работи кај матичниот гинеколог е од ромска заедница и гинекологот настојува да биде од ромска заедница поради тоа што е олеснителен пристапот и за жените и за докторот поради комуникацијската бариера со која се соочуваат жените ромки. Успева ли да стигне тој еден гинеколог во општината и дали забележувате дека сега пораснат интересот, односно информираноста на жените ромки во однос на прегледите, редовните прегледи на гинеколог? Сдружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари секојдневно врши теренски активности каде што ги информираме и жените и девојките дека во општина Шуто Оризари има матичен гинеколог и дека може да ги добијат сите прегледи бесплатно. Меѓутоа може да се забележи дека не сите жени ја добиваат оваа информација. Ние медиумски ја покриваме преку нашите веб сајт или фейсбук страна, меѓутоа има уште жени кои што не доби информација дека има гинеколог во општина Шуто Оризари, па затоа и бројката кај матичниот гинеколог е помала, да кажам, во однос на другите матични гинеколози од другите општини, меѓутоа се обидуваме па дури и преку други општини да ги информираме жените да дојдат во Шуто Оризари за да изберат матичен гинеколог, се со цел да може и гинеколог да имаме, да има и одржливост на гинеколошката ординација во Шуто Оризари. Би сакала малку да не запознаете и со вашето здружение, на кој начин функционирате и какви проблематики обработувате, постоите колку време? Така. Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари неформално делуваше 12 години под рамки на ХЕРА, а веќе 3 години сме осамостојано регистрирано и 2 години отворен првиот центар во Шуто Оризари, центар за помош и поддршка на жени жртви на родово базирано и семејно насилство, кое што ги нуди услугите и на ромски јазик. Ги имаме и психосоцијални услуги и правни услуги кои се бесплатни, анонимни и доверливи. Интересно е, можам да кажам тоа што центарот се наоѓа токму во општина Шуто Оризари и на населението им е толку многу полеснително да добијат било каква услуга, бидејќи здружението делува во повеќе области: здравствени права, социјални права, дискриминација, поддршка за семејно и родово базирано насилство. Па преку многу едукативни работилници ги добиваат потребните информации и се обраќаат за разни случаи на кои што може да им се помогне. Раздвижено ли е кај вас? Има ли интерес? Информирани ли се? Дали се охрабрени да доаѓаат кога имаат некаков проблем? Така, преку едукациите кои што ги вршиме, преку тоа што им го доволуваме како се решаваат проблемите, особено за семејното и родовото базирано насилство, може во истиот момент нема да се охрабрат, меѓутоа после неколку едукации сами доаѓаат, се заинтересирани да прашат или макар да разговараат, не мора веднаш да делуваат. Доаѓаат, но после неколку разговори веќе почнуваат и да делуваат. Имате често примери на жртви со семејно насилство, Азиза? За жал ги има. Ги има од месец на месец, бројката се зголемува. Веќе 2 години откако центарот е отворен, се забележува дека бројката се повеќе и повеќе расте. Тука можам да напоменам дека не само жени ромки, дека во центарот доаѓаат и од други етнички припадници, бидејќи имавме и психолог од албанска националност, па ни доаѓаат и од албанска заедница, каде што веќе имаат олеснителен пристап преку јазичната бариера. Доаѓаат и од македонска националност, буквално од сите, па дури ЛГБТ популации кои што се соочуваат со ваков проблем.
ме интересира колку вашето здружение работи на еден навистина многу голем и горлив проблем со ромите, се работи за ромките на улица. Вие сте застапени некако и фокусирани за ромките, за женската популација од вашата заедница. Дали се работи на ова, колку и да звучи грубо, грда слика на градот? Дали успевате да се доближите до овие лица, до овие жени и да се работи на тоа да не се појавуваат веќе на улиците? Имате ли таква комуникација? Мисијата на Здружение иницијатива за правата на жените од Шуторизари да секоја жена биде еднаква со сите жени за да си ги остварува нивните здравствени, социјални и економски права. Така што и овие жени се обраќаат во нашиот центар или ние застануваме за да зборуваме со нив, да ги насочиме дали преку некоја обука да се сертифицира, да добијат некој сертификат за да може да се квалификуваат во пазарот на трудот, да ги вработиме. Меѓутоа сметам дека тука веќе и институционалниот систем треба повеќе да се вклучи, не само невладиниот сектор, за да може да се изнеде решение за да нема ниту жени, ниту малолетни деца по улиците и текаков проблем е за целата држава што насекаде се наоѓаат. Системски треба да се изнајде решение, пошто има веќе во Агенција за вработување многу мерки кои што може да се искористат за да се добие дали сертификат или некоја да се вклучи во пазарот на трудот и да ги нема веќе по улиците. Велите им пристапувате кога се на улица, се случува и таква? Да, имавме таков случај каде што побаравме Центар за социјални работи да им помогне за да ги нема веќе каде што се наоѓаат. Меѓутоа тука беше и емотивната врска помеѓу мајката, детето и ние заедно со нив, каде што Центар за социјални работи посака да им ги земе децата. Меѓутоа настануваат стварно емотивни врски и не може толку мајката да си го даде детето за она да отиде да работи или па да биде вратено нешто такво. Меѓутоа, ипак Центарот за социјални работи си го води случајот, затоа викам системско решение треба да се изнајде. Не само невладиниот сектор да работи на овие проблеми. Вие, ромите, многу пати и често низ годините на пиедестал го ставате зборот дискриминација. Многу често го нагласувате моментот дека сте дискриминирани во општеството. Доколку дозволите, сакам и лично да ве запознаеме вас како ромка, како дел од вашата заедница. Вие сте образована личност, имате 26 години, нема да скриеме, млада девојка. Што имате завршено? Може ли да ни откриете? Имам завршено средно медицинско образование, потоа се запишав на средно медицинско училиште, кое за сега ми е на мирување. Меѓутоа со дискриминацијата се сочуваме постојано, уште од најмали нозе, па во образовниот процес, дали при вработување потоа или во секојдневниот живот присутна е дискриминацијата. Вие лично сте биле жртва на дискриминација? Апсолутно, да. Во образовниот процес често пати пред се оценувањето не ми беше реално. Така што, например, дали јас или од друга заедничка припадност ќе одговарам и ќе одговарам многу повеќе или на тест нешто повеќе ќе направам, знам дека го направи во однос на другите и пак јас по слаба оценка ќе добијам, другите повисоки. Тоа беше што мене многу ме демотивираше да го довршам факултетот, иако ми остануваше година и пол. На медицински факултет, да потенцираме. Да, на еден од најтешките. И поради толку неполагање на испити кои што не ти ни дозволува да побараш повторно или повторно да одговараш, па имало комисија, па комисијата не била слободна, значи за се имало изговор секогаш. Дојдов до реченици стрикно што ми ги кажа и колешките, па ти немаш на крајот од презимето ски, нема да можеш да го положиш. И тоа е стварно болно да се осети и да се прифати нешто такво, меѓутоа во такво општество се живее. Можам да кажам дека жените ромки се двојно дискриминирани, тоа што се жени, тоа што се ромки. Присутна дискриминација. Како се борите, еве сега како образована, паметна, млада дама, како се борите против оваа дискриминација, покрај тоа што сакате да им помогнете на оние во вашата заедница, како вие лично се борите со тоа? Па преку веќе толку застапување дека работам во невладиниот сектор, самодовербата сама се зајакнува во себе,
откако ќе застапувам за некои случаи пред институциите и тука е таа дискриминација сепак за жените со кои ќе идеме на придужба, меѓутоа се борам затоа што знам дека им следува, дали ќе одам со некој документ, дали ќе барам со раководители, со правни служби да разговарам, на тој начин сметам дека се борам со дискриминацијата и на крај жената да си го добие правото кое што нормално иследува, не да барам нешто што не иследува, па затоа и се бориме да си ги остварат правата. Јас се надевам дека во иднина нема да разговараме на вакви теми за нечии права на граѓани кои што живеат и во нашата држава и ги имаат тие права. Ќе ви се заблагодарам многу што бевте дел од нашата програма. Ќе посакам успех во вашето здружение. Нашите врати на Слободен печат се отворени за сите ваши иницијативи и за сите активности кои што ќе ги имате. Ви благодарам и на вашата покана. Почитувани, јас на самиот крај ќе ве поканам да бидете и понатаму со програмата на Слободен печат.